Во целиот свет, месец ноември е во знак на машката популација. Се одбележува со различни активности за подигнување на свеста за две чести заболувања кај мажите, како што се ракот на тестисите и ракот на простатата, но и општото одржување на психофизичкото здравје на мажите. Денес во приказна ќе посветиме внимание на машкото здравје. Вечерта ми се јави мојот сопруг кога ме извести дека треба следниот ден веднаш со првиот лет да се вратам назад, затоа што мојот син, кој што имаше 25 години, кој што беше магистрант на архитектонски факултет, маратонец кој што има истрчано 5 маратони, ќе имаше хитна операција заради крварење во абдомен. Следниот ден со првиот лет се врати во Скопје, каде што операцијата беше завршена и започна нашата голгота низ болниците на клиника за урологија, потоа на онкологија. Кога појдовме на онкологија, таму беше како вистинска епидемија на она што се случува, затоа што таму се покажува дека болеста не познава ни возраст, не познава ни пол, има пациенти од секакви возрасти, од секаков карцином на сите органи. Нашата борба траеше 9 месеци, за кое што време Филип прими 2 линии за хемотерапија, само што почнавме да ја примаме биолошката терапија, веќе борбата ја изгубивме. Ние го изгубивме Филип, после 9 месеци не успеавме да се избориме со карциномот на тестис, но затоа се одлучивме да го формираме ова здружение со цел, ако не успеавме да го спасиме него, да успееме да превенираме, да едуцираме на младите за карцином на тестис, карцином на простата и други заболувања кај младите, за да спасиме други млади животи. Здруженијето за унапредување на здравието Филип Лукаровски е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани со заеднички интереси и цели. Главни цели и задачи на здруженијето се заштита на машкото здравје, подигнување на свеста за едукација и превенција на разни заболувања кои што го нарушуваат квалитетот на живеењето, поттикнување за физичка активност, личен раст, поттикнување и подобрување на менталното здравје, за разбивање на стигмите за машко здравје со превенција и едукација, заеднички интерес на граѓаните за секаква благосостојба. Ако во новембар мажите ги оставаат жилетите и оставаат да им растат мустајки, се со цел во интерес на здравието, ако порано мустајките биле одраз на машкоста, денес мустајките имаат друга символика, тоа е едукација и превенција за машкото здравје. Во таа цел, ние со нашето здружение за унапредување на здравието Филип Лукаровски, со цел подигнување на свеста кај младите кај машката популација, имавме неколку активности. Организиравме трибина менталното здравје и исто така важно како и физичкото, што ја организиравме во Прилеп. Потоа нашите волонтери учествуваа на трката од 5 километри ќе трчаме со цел поттикнување за физичка активност. И организиравме трибина со Македонскиот полициски синдикат, каде што говоревме за превенција и едукација за малигните заболувања кај мажите. Иако денес се работи за подобрување на квалитетот на животот на двата пола, сепак е докажано дека жените во просек живеат подолго од мажите. Тоа е така заради тоа што во овој свет на стереотипи, во овој свет на стереотипна машкост, каде што во домот, во семејството, во општеството, мажите се учат дека треба да бидат јаки, силни, да не плачат, да не ги изразуваат своите чувства, своите емоции, сами да се справуваат со предизвиците, со проблемите. Затоа, кога едно момче прераснува во маж, се соочува со оние предизвици дека може сам да се справи со нештото, сам да се избори со нештото, тука мажите треба да се адаптираат. Затоа, мажите можат да бидат и силни, можат да бидат моќни, да, физички тие се и помускулести, и посилни, физички посилни од жените. Но кога станува збор за здравието, треба повеќе да обрнуваат внимание на своето здравје, да ги забележуваат сите симптоми што им се појавуваат, да го слушаат секој сигнал што им го дава телото.
Мажите често се чувствуваат засрамено да побараат помош или да признаат дека имаат проблем, а тоа може да го загрози нивното ментално здравје. Еве што носат податоците кои ги откриваме. Мовембер како движење се фокусира на трите клучни области за подигнување на свеста: рак на простата, рак на тестисите и ментално здравје и превенција од самоубиства. И најважно од се, без предрасуди и срам да се зборува за тоа. И самиот Мовембер како идеја, како акција е буквално настаната како еден вид на брейнсторминг, неформално формален муабет помеѓу двајца пријатели мажи во бар, во паб. И тоа е многу интересен момент затоа што ја гледаме и самата затвореност да се зборува на овие работи и токму овие двајца момци дошле до идеја и рекле ова е супер што ние го разговараме и ова е многу значено за нас двајца, е очигледно за многу други. Ајде да направиме нешто во однос на ова затоа што очигледно е проблем што ние ова го зборуваме меѓу нас само. Нарушеното ментално здравје ги засега мажите и момчињата широм светот и ги попречува во потполност да уживаат во своите животи. Дополнително, премногу мажи се обидуваат да останат силни и да одржат контрола, мислејќи дека барањето помош е покажување слабост, што погрешно во јавноста се смета како недоволно мажествено. Сега одговорот зошто постои оваа стигма е многу интересен затоа што не можеме ние еден одговор да дадеме, немаме еден правилен одговор, туку најверојатно станува збор за многу фактори. Јас секогаш прв ми доаѓа вака на ума тоа е ако погледнеме наназад на кој начин ние ги растеме само мажите, со кои пораки се растени. Знаете, тоа се некогаш многу низ говор, многу присутни, многу чести зборови кои што ние ги употребуваме многу несвесно, многу ненамерно, не со намера да ние саботираме или повредиме. Во смисла, ти си маж, не треба да плачеш, собери се, ајде како ти вака се однесуваш, како тоа на тебе да ти е тешко, на девојчињата им е тешко, тебе не треба да ти биде тешко. Ние само можеме да предпоставиме, ако ние растеме, да речеме едно мало дете, машко дете, со едни вакви пораки, кога ова дете ќе порасне во млад маж или маж, и кога ќе дојде до една ситуација да едноставно се соочува со некоја потешкотија, да си каже, морам да се соберам. Јас за ова не смеам да зборувам. Машко сум, како тоа јас да плачам, да барам помош, морам да издржам. И ова е нешто кое што културолошки е доста застапено, значи не е само да речеме само во Македонија или само на некои други места, туку е доста застапено културолошки како разлика можеби во однос на мажите и жените, исто како што некаде од девојчињата се очекува нели само по себе затоа што се девојчиња да бидат почувствителни, од мажите се очекува да не бидат. Па можеби од таму ако вака прокопаме малку подлабоко може да лежи одговорот зошто е стигма да се зборува. А од друга страна, а и некаде нели самото очекување дека мажот е оној кој што тера напред, кој што работи, кој што допридонесува, кој што турка, кој што при тоа мора да молчи за сето останато кој што си го собира по патот, можеме и да претпоставиме колку не им е даден простор на мажите пред се да искажат мислење, да се изјаснат, да споделат и така натаму. Мажите често се чувствуваат засрамено да побараат помош или да признаат дека имаат проблем, а тоа може навистина да го загрози нивното ментално здравје. Мажите се интересираат. Многу пати јас присутна сум доста на социјалните мрежи, знаат да се консултираат, да постават прашање. Но на кое што ева го имам забележано како податок е можеби помалку се присутни за разлика од жените во однос на поставување на прашања. Мене многу често ми се случува да некогаш нивните сопруги, партнерки се јавуваат во нивно име или мајки за да можеби закажат, се консултираат, не го прават тоа без разлика за тоа колку години станува збор кај овој потенцијален клиент. Така да и во однос на настаните исто така жените се оние кои што се секогаш поприсутни, мажите некаде се секогаш во значително помал број. И јас би рекла се интересираат, но можеби им е непријатно да отворено пројават интерес. Податоците укажуваат дека традиционалното воспитување може да биде тивок напаѓач на момчињата и машкото ментално здравје.
Постои разлика помеѓу машкото и женското ментално здравје. И она кое што мене праксата ми го покажала, тоа е дека доколку се зборува доволно долго и доволно отворено и колку тие информации се потранспарентни за што поширок број на луѓе, дека некако успеваме да некои работи ние ги нормализираме. Исто како што можеби допред 10 години кога ќе се спомнеше анксиозност. Јас памтам на меѓу првите настани за анксиозност кога поставив прашање кој тука знае некој кој што можеби се носи со анксиозност или можеби вие сте, дали може да кренете рака? Никој не сакаше да крене рака. Можеби само 5 или 6 години подоцна на еден настан исто поврзан со анксиозност, кога поставив прашање дали некој тука знае што е анксиозност, сите креваат рака. Дали тука некој од вас знае некој кој што можеби се носи со анксиозност, креваат повеќето рака. Дали тука некој можеби лично имал искуство со анксиозноста, па скоро сите крена рака. И тоа е само една разлика од отприлика 5 до 6 години, каде што можеби активно се зборуваше на оваа тема и луѓето станаа многу повеќе информирани, знаеа да препознаат кај себе, да препознаат кај други, знаеа што да превземат кога веќе ќе се јави некој ваков проблем. Затоа верувам дека е во иста ситуација некаде и со машкото ментално здравје, каде што некаде ние барем забележувам, јас не сакам погрешно да бидам сватена, некаде оставаме простор да се зборува можеби за менталното здравје кај бремените жени. Оставаме простор да се зборува за менталното здравје кај оние жени кога прв пат ќе станат мајки, да речеме. Се зборува за родителство, каде што се опфаќаат и двата пола, ама за сметка повеќе некако тоа, повеќе се зборува за мајката. Некаде мажите имам чувство дека предизвиците со кои што тие се соочуваат некаде се во заден план, ако некаде некогаш се спомне. И затоа лично верувам дека ако доволно се зборува за овие теми, дека мажите прво ќе може да слушнат, ќе биде достапна информацијата. Второ, кога они ќе слушнат, ќе може да препознаат кај себе ако евентуално се носат со некоја потешкотија. Кај момчињата почесто се дијагностицира депресија, анксиозност, булимија и анорексија. Покрај тоа, момчињата и мажите почесто страдаат од злоупотреба на алкохол, антисоцијално растројство и кај нив е 3 пати поголема стапката на самоубиство. Во Македонија, според статистиката, од вкупната бројка на лица што извршиле самоубиство, слично како и во другите земји од регионот, 69,5% од оние што се самоубиле се мажи, а 30,5% се жени. Кај мажите, оно кое што го забележувам во последен период, а тоа е депресијата, како може би еден голем проблем, анксиозноста во втор план оди, а трет план некаде е брнаут или онаа прегореност од прекумерен стрес, работен стрес. И оно кое што исто така некаде во позадина тлее и кај сите овие проблематики, а и во позадина можеби како изолиран случај, не би рекла, али осаменоста. Осаменоста е исто така голем проблем и не е ни случајно некогаш па прашање дали депресија се јавува поради осаменост или можеби самата депресија довела да се јави осаменост. Некаде ова се некои многу чести проблеми во однос на машкото ментално здравје со кои што јас се среќавам. На голем дел од мажите полесно им е да разговараат за физичките промени и симптомите кои се јавуваат со депресијата, отколку да зборуваат за емоционалните. Сепак постојат емоционални знаци кои укажуваат на проблеми со менталното здравје. Како најрани емоционални знаци се сметаат нервозата, фрустрациите, агресијата и надразливоста. Поврзувањето со пријателите и семејството на мажите им помага да се заштитат од последиците на нарушено ментално здравје, вклучително и самоубиства, секогаш кога ќе настапат тешки времиња. Поголем дел од мажите не можат или не сакаат да ги споделат своите проблеми. Токму и затоа, акцентот на Мовембер е да не се игнорираат какви било промени во расположението, однесувањето и здравјето на луѓето околу нас, а доколку нешто забележиме, неопходно е да разговараме и да побараме помош од стручно лице. Често пати се нагласува дека мажите се посилен пол, што на некој начин создава една аура околу нив дека нив ништо лошо не може да им се случи. Точно, но еве се покажа дека не е баш така, бидејќи мажите
нели, егото не им дозволува и но што се случува? Конкретно зборуваме сега за доаѓање на преглед кај уролог. Секогаш тој преглед го одлагаат и жените се тие кои повлекуваат нога да ги доведат своите партнери на преглед кај уролог. Зошто? Дали може би културата кај нас е таква, дали може би се создава стигма, срам, дали може би едноставно тоа создава и страв дека може би она што ќе го слушнат нема да им се допадне. Како тоа да го разрешиме? Па јас мислам дека е стравот. Прво, поготоа затоа што, но добро што и ова што спомнавте, практично не се запознаени они како изгледа тој преглед, првичен преглед кај уролог. Не знам, го замислуваат нешто многу страшно и така, но со денешната технологија, нова диагностика, воопшто тоа не е така како што го замислуваат и како што мислат дека ќе биде. Може би е за охрабрување да се спомене дека доколку било каков проблем порано се открие, тогаш ќе имаме и до решение кое што здравствено ќе биде придобивка за нив. Да, секако. Па затоа и ова сега месец новембар, пуштање на бркови, едноставно подсетник на мажите дека треба границата се помести, али ајде да кажам 50-та година во животот. После 50-та година во животот барем еднаш годишно да посетат уролог. Се чини дека жените се малку повнимателни и некако поедуцирани да прават и само преглед. Каква е состојбата кај мажите, како да ги едуцираме дека и самите може да забележат нешто и да се јават на лекар, доколку тоа го направат во вистински момент, тогаш ќе може да се најде решение. Првичните симптоми се неприметни. И да кажеме, еве, симптоми од страна на простата, бенигна простатна хиперплазија, што значи едно бенигно зголемување. Пазите, бенигно значи зголемување на простатата. Кои се првичните симптоми? Имаме намалување на притисокот на млазот при мокрење. И сега, тој е оној првичен симптом, да кажам, но пациентите почнуваат да живеат со тоа, се навикнуваат на тоа. Забораваат како мокреле пред 3, 5 или 10 години. И што се случува? Симптомите сега прогредираат. Имаме зачестено мокрење, па секојаш тоа го поврзуваат, да, ја денес пиев многу течности, или малку сум прехладен, па одам често, и секојаш бараат некој изговор, а овие симптоми само им се зголемуваат и прикачуваат, додека на крај не дојде до граница некоја, кога веќе ќе свати дека тоа не е нормално и дека не било така пред 2 или пред 3 години. И веќе тогаш мораат да посетат уролог. Но, да кажеме, болеста полека си го зема својот данок. И е многу подобро да се јават на време со првичните симптоми или без икакви симптоми. Затоа и реков, после 50-та година во животот, обавезно, барем еднаш годишно, посете кај уролог со проверка, нормално и на неспецифичниот туморски маркер за простата. Мажите често пати како и жените, сега благодарение на дигиталните мрежи можеби се едуцираат малку повеќе да водат здрав начин, да вежбаат и сметаат дека тука застанува се, односно дека на тој начин го чуваат своето здравје. Но колку и вежбањето и исхраната можат или не можат да влијаат на... Па конкретно ако зборуваме за бенигната хиперплазија, не може толку многу да влија. Да, ајде вежбањето, да кажеме, подобра циркулација и така, но не можат да влијаат на нивото на тестостерон. А поготово, оние кои посетуваат фитнес сали и кај што почнуваат да зимаат и суплементи или средства за кои сакаат да ја зголемат мускулната маса. Тоа се во главном стероиди, средства кои
директно хормонот тестостерон, средства кои го зголемуваат твачењето на тестостерон, значи неуравнотежено, и со тоа само ја провоцираат болест. Зборувам за веќе во оние години кои премашуваат, да кажеме, преку 40-45 година. И затоа е и тука многу битно. Битно е и тука е едукацијата. Добро што и ова спомнавте. Да, они мислат дека водат здрав живот. Па и сега ќе има мускулна маса, изгледаме подобро, ама и тоа треба да биде препишано од нормално оној кој ги води вежбите таму, и тој Спортски лекар треба може да би биде, евентуално. да, или спортски лекар, да, или да биде едуциран за како се земаат овие суплементи. И тука се прават многу големи грешки. Би сакала да ги споменеме и младите мајки, бидејќи често пати, ако имаат женско дете, не знаат што треба да се направи, која е разликата кај машкото дете. Кај машкото дете и со преглед може да се утврдат некои проблеми за кои што треба да се посети лекар. Да спомнам за младите мајки, што е битно и најбитно во целото тоа, да при секое бањање погледнуваат дали тестисите се доле во скротална кеса. Они обично на топло се спуштаат. Иако се може да бидат они прибрани малку и горе, тоа е природата така го направила тоа да тестисите кај мажите ги сврлила намерно надвор од човековото тело, затоа што на самиот тестис му смета телесната температура од 37 Целзиусови и природата ги сврва тестисите надвор, за разлика од јајниците кај жените кои ги чува внатре во човековото тело на температура од 37 Целзиусови. Тестисите се надвор и температурата во скротумот е за 1 степен пониска. При топло време или во топла вода, организмот самиот ја опушта мускулатурата и тестисите ги оддалечува уште повеќе од човековото тело. Значи ги спушта баш доле. Или обратно, кога е ладно, ги прибира горе, према внатре, за да едноставно ги заштити од температура пониска од, да кажеме, 35 Целзиусови степени. Сега баш е тука. Поготово бебињата, малите деца, малтене секојдневно се бањаат. Значи, едноставно треба да погледне дали си тестисите тука. Бидејќи задржан тестис горе во човековото тело, ненавремено спуштен, он страда. Му страда кивото кое утре треба да ствара сперматозоиди. Почнува адолесценцијата, пубертетот. Се случуваат хормоните кои што прават некој дисбаланс. Што да се направи во тој период? Бидејќи тука и мајките не можат веќе да влијаат, но како да ги едуцираме младите мажи да внимаваат во таа насока? И тука баш и треба да се напомне за тоа, поготово во адолесценцијата и во, да кажем, одма постадолесценција, младите мажи се поготово склони на појава на тумори на тестисите. Навремено откриен тумор на тестис, зборувам за малигни заболувања, е 100% излечива болест. Едноставно само прегледот. Значи, поготово при туширање и така, кожата е помека, се пипне, може да примети некоја нерамнина на тестисот, нешто што не е како и другата страна. Тоа треба да го упати, ако не друго, бар да каже дома.
и да се посети уролог. Со еден преглед може да се постави диагноза. Веќе за неколку дена истото тоа и да се реши. Жалосно е да се остави, да се развива тој тумор, да направи метастази, постои и ние како уролози да почнеме да креваме рамење, да викаме да, ама сега ќе биде малку потешко целата ситуација. Колку алкохолот и цигарите може да влијаат на машкото здравје? Алкохол и цигари доста влијаат на потенцијата, прво да кажам, и на плодноста, на квалитетот на сперматогенезата. Сега е се почесто, ајде тука морам да го спомнам и загадувањето, и начинот на исхрана, внесување на X материи кои не би требало да се внесуваат, и се по-голема е бројката на мажи кои се јавуваат на преглед со лоши спермограми. Со еден спермограм ние имаме целата слика. Знаеме, гледаме нормално анамнеза, разговор со пациентот, пушач, да, колку па 2 до 3 паква во тек на денот. Алкохол, да, дрога, па помалку. И сето тоа, сликата, еве ја имаме од другата страна. Не мора да значи дека и тоа директно влијание на влошување на бројката, нели, на сперматозоиди. Така, тука имаме и други пореметувања, и други заболувања и се. Но ова сето многу допринесува за квалитетот на сперматогенезата. Така да мислам дека и целото ова е докажано и со статистички, имаме статистика и статистички податоци, дека да, имаме директно влијание од цигарите. За крај би сакала да заокружиме со една препорака дека одењето на уролог не е баук, не е страшно. Да го искористиме ноември, да ја пренесеме пораката дека не мора само дамите да ги потсетуваат своите партнери, синови или пријатели дека одењето на доктор е добро, е грижа за своето здравје. Па да, добро е, ајде и месец ноември, значи ја пораката која би ми била, видите маж на улица со бркови, подсетете се дека треба да посетите уролог. Прегледот воопшто не е страшен. Не е така како што се зборува, не е така како што го прикажуваат. Значи, прегледот е првичен, обичен разговор со пациентот. Воедно имаме еходиагностика одма во истиот момент. Имаме нормално една крвна слика со испитување на ПСА, простатично специфичниот антиген, тоа е неспецифичниот туморски маркер и отприлика тука тоа би се свело првичната посета кај уролог. Па ако имаме повод, тогаш би испитувале и некои други работи. Би правеле и микробиолошки испитувања, би правеле можда и компјутерска томографија, би правели и магнетна резонанца, но тоа е веќе ако имаме индикација за тоа да го направиме. Првиот преглед е се на се 30 на минути. Па ја мислам дека вреди човек да одвои 30 минути во година дена и да посети уролог. Кога најрано треба да посетат уролог, а кога најдоцна? Па видите, јас ја спомнав границата од 50 години, но целото ова би го поместил на 40 години, да кажеме. Поради, зборувам за, ако зборуваме од страна за болести, заболување на простата и така. Но сега, пред неколку минути, спомнавме за младите мажи со проблем со тестиси. Зборнавме и за бебињата, за неспуштени тестиси и така. Така да пораката е едноставно на било што да се посомневате и било каков симптом да почувствувате, посетите уролог.
Зошто се важни превентивните прегледи? За да не дојдат до ситуација која ја што дојдат. Треба да се проверуваат дури кога се здрави, да си направат една чисто крвна слика, да си видат до кај се, што се, зашо се и да превенираат некои полоши моменти. Кристијан Станковски или Бомбакис, како што се представува на Инстаграм, за кусо време стана вирален со своите пароли испишани на картон. Но ова момче вниманието на пошироката јавност го привлече и со една од своите пораки – 1 година без канцер, објавена во месец ноември 2020 година. Идев на вежбање и после 2 недели почна препоната да ме боли, десна, и почна да ме боли препоната десна, осетив нешто, викам шо е ова, да не имам кила и видов дека не е кила. И се пипнав доле кај што треба да се пипнав и гледам дека имаше некој израсток без везе. И одма бев на доктор. Само што ме виде докторот ми кажа идеш на операција. Така да, тоа беше мојата приказно кратки црти. Кога станува збор за здравието, правила нема, но за жал кај дел од машката популација се уште постои стигма од одење на преглед. Затоа важни се и кампањите за подигнување на свеста за машкото здравје. Ја го кажувам ова, неќам да ме жалат луѓето, него чисто да ги освестам да идат да си се прегледат, за да не дојдат до овој стадиум ја кај што дојдов. И гледам и другариве мои си идат на прегледи, чисто крвна слика да си направат. И имаше еден човек, го кажувам сегде кај што гостував, дека пошто правам цело време кампањи за машко здравје во ноември. И вика, Бомбакис, од твојот картон ја отидов утре дента да се проверам, ми го најдоа тоа што ми го најдоа. И еве го здрав и жив, денес сме пиеле и кафе, пиво и све. Овој картон не е за мене за да ме жалите. Напротив, овој картон ми е од најголемо значење досега. Да не губите надеж никогаш, напиша Кристијан во својата објава. Прегледувајте се на време, за да не стигне до нешто, не дај Боже, полошо. Така да, тоа е мојата порака и пораката на картоните што ја пишувам цело време. Секогаш почнува тоа, прегледувајте се на време, да спречиме. Ноември е месец на машкото здравје. Врзан е со познатата акција Мовембер, кога мажите пуштаат мустаки во знак на зголемување на свесноста за опасностите од болестите. Во овој месец и почесто се зборува за здравствените проблеми на мажите. Ноември е месец на машкото здравје. Се врзува со познатата акција Мовембер, кога мажите пуштаат мустаки во знак на зголемување на свесноста за здравствените проблеми на мажите, од менталните проблеми до ракот на простатата и ракот на тестисите, и да се поттикне нивно рано откривање и превентивно делување, а воедно и да се намали бројот на смртни случаи. Според здравствените податоци што Мовембер ги пренесува на страницата, мажите имаат значително покус животен век од жените, 77, за разлика од 81 година, иако нема биолошки причини за ваквиот тренд. Според очекуваното траење на животот во Македонија, последните податоци покажуваат дека жените живеат 76,8 години, односно за 4,4 години подолго од мажите, кои живеат 72,4 години. Машките како популација сме малку посуетни кога се однесува на нашето здравје, посебно на областа која јас припаѓам, урологијата. Тешко ги изнесуваат проблемите, затоа што тоа го сметат како дел од својата интима, а не дел од нивниот здравствен интерес. Последно време морам да признам дека ваквите емисии и јавните апели за подигнување на машката свест и то како вродуваат со плод, и имаме редовни систематски прегледи кај што мажите дали организирано преку фирмата или на своја лична свест доаѓаат кај нас на преглед и отворено зборуваат за своите проблеми, или имаме веќе се повеќе мажи кои што кога ќе дојдат се фокусираат на својот проблем. Порано имавме еден ситуација да едно 3-4 средби со пациентот се дискутира на некои општи прашања додека ја сознаеме вистината за која што се дојдени, ако тоа е врзано за нивната интима. Сега дел од машката интима е веќе сватена дека е дел од здравието, стресниот начин на живот придонесува кон тоа, меѓутоа и овие јавни апели вродуваат со плод.
По ракот на белите дробови, ракот на простатата е втората најчеста причина за смрт кај мажите од целиот свет, а најчесто се појавува кај лица постари од 40 години. Податоците укажуваат дека со зголемувањето на возраста расте и ризикот од овој рак. Покрај возраста, други фактори за неговата појава вклучуваат пушењето цигари, нездравата диета, како и разни воспалителни болести на простатата и сексуално преносливите болести. Раната диагноза и навремената терапија доведуваат до целосно излекување кај дури 98% од случаите. За овој регион, посебно за нашата држава, и за нашиот главен град, карактеристично загадување на воздухот, начин, почвата, храната што ја јадеме, раѓа своји консеквенции. Како уролог кој што се занимава и со машката неплодност, морам да кажам дека се повеќе мажи доаѓаат со лош квалитет на спермата и нивниот главен мотив за консултација е баш неплодноста. Ракот на тестисите знае да биде агресивен, но може да се излечи доколку се открие рано. На прво место би го ставил карциномот на тестис, кој што зафаќа млади мажи, за жал во ова возрастна група. Е исклучително агресивен тип на тумор, например во споредба со простатата, е многу поагресивен тип на тумор, бара многу агресивно и хируршко лечење, меѓутоа и дополнето со многу други модалитети, односно онколошка терапија, што за оваа возраст е сериозен импакт и на квалитетот на живот и на преживувањето и така натаму. Голем број, најголемиот процент зборувам, над 90% се излечливи, меѓутоа бараат многу брза диагноза, бараат многу агресивна онколошка терапија. Ризична група се возрастни мажи над 50 години кај кои се јавуваат симптоми во долниот уринарен систем. По одминатата возраст и машките хормони андрогени, тестостерон, имаат централна улога во настанувањето на БКП, а зачестеноста на болеста расте со старењето и е тесно поврзана со специфичниот антиген на простатата, PSA, и со волуменот на простатата. Мажите, за разлика од жените, многу потешко и поретко одат на лекар, особено на превентивни прегледи, а забораваат да прават и само преглед. Искрено да бидам не многу, но во последно време почнав да се освестувам за тоа дека треба малку повеќе спорт и здрава храна. Значи првиот секор го направив, па се надевам дека за година дена веќе ќе го постигнам тоа што го замислувам. Зошто мислиш кај машките има такvu предрасуда да се оди на доктор, да се прават превентивни прегледи? Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што сме тврдоглави. Мислам, мажите сме малку потврдоглави и не знам зошто е тоа така, но треба да се освестиме и да сватиме дека машкото здравје не е само месец ноември, туку е секој месец. Ние над 50 мораме, задолжително. Нема врска годините. Секој треба да внимава на своето здравје, нели? Јас морам да кажам дека многу внимавам на здравјето. Апсолутно. Под број 1 со храната што ја внесувам, вежбање, нели, прегледи 2 пати годишно, секој би требало да го прави тоа. Лично јас, поради моја нарушено здравје, притисок, шекер, здебелување нагло, така да одам, се контролирам секој месец, контролата на шекерот морам да правам. За простатата малку не сум, нели, тука толку многу сериозен. Ретко кој маж, велат лекарите, посетува лекар ако нема тегови. Токму поради тоа, најгласно во ноември, кој се обележува како месец на машкото здравје, се зборува за потребата од самопреглед и превентивни прегледи на мажите заради навремено откривање на заболувања. Еден преглед може да спаси цел живот. Покрај редовните контроли, нужна е потребата кон укажување за поголемо внимание на фамилиарните медицински истории, бидејќи освен здравиот начин на живот и генетскиот фактор игра важна улога во етиологијата на овие болести. Навиките, исхраната, динамиката, според анализите влијаат кон зголемување на инциденцата за овие болести. Здравата исхрана која вклучува домати, лук, печурки, брусница, како и витаминот Д, може да биде корисна за намалување на ризикот од рак на простатата и позитивно да влијае во третманот кај пациентите со овој карцином. Мажите се силни и не треба да плачат. Ова се стереотипи кои може да го загрозат машкото здравје. Ајде заедно да се едуцираме зошто ова треба да го совладаме.
Живееме во општество каде машките од најмала возраст ги учат дека треба да бидат силни, дека не треба да изразуваат емоции. Ова е погрешно и предизвикува голема парализа во градењето на маженственоста, која се толкува на погрешен начин, со што покрај погрешното градење на нивниот идентитет, тие во конфликтни ситуации, наместо да пристапат кон конструктивен разговор, најчесто ги надминуваат проблемите со насилство. Неискажувањето на емоции создава огромен притисок и неукос за справување со тешки ситуации. Момчињата и мажите кои се научени да не се жалат на болка, прикриваат во животот се што може да ги однесе до сериозни здравствени проблеми, а навиките за употребата на сила на улица за жал се пренесуваат дома, каде најчести жртви се сопругите или децата. Токму и затоа погрешни се мислењата дека мажите не треба да плачат. Ова придонесува мажите потешко да бараат помош од лекар, психолог или некои услуги за поддршка, кои може да им помогнат и навреме да превенираат сериозни здравствени проблеми. 3 ноември е меѓународниот ден на мажите. Неговото одбележување започнува 1999 година во Тринидад и Тобаго. Денес во артикулација ќе откриеме која е целта на неговото одбележување. Во 1999 година неколкумина пријатели од Австралија се договориле да не ги бричат своите мустаки цел месец, со цел да добијат изглед на совршен маж. Кон овој предизвик се приклучиле уште 30 луѓе, а со текот на годините бројот се повеќе се зголемувал и во 2004 година достигнал бројка од 400 мажи. Тогаш била и формирана фондација за собирање пари за истражување на рак на простатата. Мовембер е креиран од два збора, австралиската сленг кратенка за мустаки мо и новембер, ноември. Според Гинисовите рекорди, Рам Синг Чаухан го држи рекордот за најдолги мустаки кои ги негува од 1982 година и се долги цели 14 метри. Мажот со мустаки ги допира своите мустаки во простек 760 пати во текот на еден ден. Во германскиот град Лајнфелден, Ехтердинген, покрај Штутгарт, од 1990-та, постои надпревар за најубави мустаки и брада на светско ниво. На него редовно учествуваат преку 300 мажи кои се фалат со своите мустаки креации. Препораките се: мажите на возраст над 50 години да одат на лекарски преглед барем еднаш годишно, а мажите над 20 години да прават само преглед 2 пати годишно. Веруваме дека денес поуките кои ги донесовме ќе ви користат. Довидување до следната приказна.